Дали бил оценуван заради затворање на другата истрага која што се водела против него или добил некаква награда според вашите сознанија, бидејќи прилично доста прашувавте и се гледа дека имате сознанија во тој дел? Јас само прашав јавно, редот беше тој да каже. Отворена е истрага претходните години за други предмети од страна на државата по други основи и како тоа е затворена токму пред да биде тој соработник на власта во тоа време. Тоа требаше тој да го каже, а веројатно судот во постапката може да го утврди, да го докаже или слично. Ние ќе доставиме доказите која била отворена таа истрага, која била затворена таа истрага и како тоа се поклопува со мерките вклучени и неговото инволвирање во целиот овој процес. Пријава против него за лажно сведочење, дали имате информација дали е ефектуирана таа кривична пријава? Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично. Ова јавно признавање во суд, како било инструиран, како му се наредувало, како објаснувало, тоа во законот е забрането. Секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки, а во претходната кривична пријава која што е поднесена немаме никаква информација. Кој е другото лице? Освен адвокатите ако имат, можат адвокатите да дадат дополнително. Го спомнавте Чавков и уште еден висок функционер во МВР, не прашавте само него, кажавте со име. Сакам да прашам дали Сашо Мијалков случајно да не бил истиот ден баш токму и тој таму, освен Митко Чавков. Значи јас сакав само да прашам. Не сум бил таму. Околу најавите за реконструкција, докаде се, кои партии ќе влезат во проширеното мнозинство, кои министерски места можат да бидат, да има промени на кои позиции? Многу сме далеко од овие работи. Идејата е прво да го зголемиме парламентарното мнозинство од две причини. Првата причина е да ја зајакнеме неговата стабилност во функција да пратениците имат повеќе време да поминат и со своите бирачи, со граѓаните. Тие се буквално заробени овде. Втората работа е заради тоа што следуваат сериозни крупни одлуки во Република Македонија. Пред се мислам на реформите, понатаму се надевам на решение со проблемот кој што Грција го има со нашето уставно име. Истовремено знам дека сериозни економски одлуки ќе паѓаат во државата, пролета одличен период на раздвижување на сите економски оперативи и многу други важни одлуки во нашата земја. А за тоа, ако постои амбиент, ќе го слушнеме од оние политички партии и поединци кои што досега се со пратеници во опозиција. Значи ќе разговараме со сите нив. А вториот чекор е во размислувањето кои ресори, какви ресори ќе бидат променети. Дали имате договор со некоја партија или сте најблиско до Не сум почнал. Не сум почнал да разговараме. Транспарентно ги водиме секој од процесите. Дури разговараме и со јавноста за деталите во разговорите. Штом ќе имаме нешто ново, веднаш ќе споделиме. Има ли во специјалното јавно обвинителство бомби за подкуп? Да, тој период, да, секако дека има и пред подкуп години и години. Сте ги слушнале? Тоа е насекаде секако. Значи, во делот на разговорите Зоран Заев е таргет. Овие мерки кои што се обезбедени, според мене сепак незаконски, со нелегитимна наредба, со еден пишување или слично, се само во еден период. Прашањето зошто и порано сум бил. Зошто измеѓу кога немало мерки пак сум бил на слушање или слично. Тоа е работа на специјалното јавно обвинителство. Немам договорено средба со господинот Ахметов. Дали менува нешто во вашите односи што сега има истрага од СЈО против господинот Ахметов? Апсолутно немаме разговарано на таа тема. Правосудството нема врска со извршната власт. Тоа треба да терат и против Заев, терат против Ахметов, веројатно извршната власт е најподатлива да прави кривични дела. Во иднина очекувам конкретни предмети против секој што има индиции дека можеби се огрешил или слично. Тоа е она која што треба да го работи правосудството, а не беше причина, односно прилика 11 години наназад, да се отвори некој предмет против некои високи представници на власта или слично. Апсолутно, органите на прогонот треба максимално да бидат посочени во сузбивањето на секој можен криминал, но најповеќе на криминалот кој што е потенцијално можен да биде создаден од страна на извршната власт. Реакција во јавност предизвика извештајот за трошењето на владините функционери, според тој извештај 34.000 евра за угостителски услуги се потрошени. Не знам дали имате пиено кафе во владата на Република Македонија. Тоа е на сметка на Заев или на Ангјушев. Ако земјоделците што ги собира Љупче Николовски, секоја тура
секоја група, секоја дебата има кафе и вода. Тоа е на сметка на министерот, тој го потпишува тоа. Тоа е исто и со министерот Кршник Бехташи. Во неговата сметка. Тие се тие сметки, убаво е пиар секторот кој што ги објавува да ги каже деталите за да биде на чисто кои се токму тие сметки од бифињата кои што ги плаќаат министрите. Секоја кафе дури кога стига и во канцеларијата на шеф на кабинет кај мене, на шефот на кабинетот кај министрот го потпишува одговорното лице во институцијата, во владата сум јас, во министерството и соодветно секој министер. Очекувате ли предлог од медијаторот Минец? Да, секако очекувам, но фокусот е пред се на 30, каде што очекувам суштина од самиот процес на преговорите, затоа што дури кога стигат текстовите се обично форма или рамка. Не може никој да стави нешто внатре додека нема некоја суштина од преговорачкиот процес. Јас очекувам дека ќе се направи следен чекор кој што секако ќе биде прифатлив за двете страни, а според мене би бил втор од крај последен чекор или трет од крај последен чекор. Така да очекувам да се движиме кон нешто кое што можеби ќе не доведе до решение. Но секако тоа е нешто кое што на 30 ќе го дознаеме од нашите министри, посебно ние од нашиот министр. Само се надоврзам, ако може, околу разговорите со Кузијас, може конкретно што му пренесовте? Разговараа министрите, ние разговаравме пред се во делот на взаемната поддршка и разбирање дека навистина и двете земји, преку двајцата министри, двајцата премиери, пред се како носители на процесите на разговорите сме влезени сериозно и тоа е започит. Разговаравме колку е важно да се напредува соработката и пријателството помеѓу нашите две земји. Разговаравме дека навистина и 2017 година заврши со преку 1 милион посети на наши граѓани од Република Македонија на Грција. Само по себе покажува колку се поврзани граѓаните на двете земји и на крајот дека обврска е на двете земји на политичарите да ја напредат соработката за која што граѓаните се надеваат. Имаше јавен протест на адвокатската фела во која се спротивстава со законските владини измени за нотаријатот. Доколку тоа, како што тврдат они, пројде на влада и биде испратено на собрание, адвокатите се спремни на штрајк. Меѓу нив се и вашите бранители. Тоа значи дека ако започне штрајк на адвокатите, ќе се блокираат сите процеси меѓу кои и вие, каде што сте обвинети, а и вие каде што барате правдата. Кој ќе биде ставот на владата во овој случај? Знаете како, јас имам мој адвокати, но имам и нотар. Така да, сум имал и извршител. Така да, она што сакам да го кажам е дека внимателно ги слушаме сите комори. Сакаме да ги мечираме аргументите на сите страни. Она кое што е за нас важно, да паднат тие пусти сметки на извршителите во кои што има вградено и адвокатски и нотарски трошоци, и извршителски и судски. Но на оние наши граѓани, на кои што им стига комплетната сметка од извршител наведено се внатре. Конечна цел ни е да го намалиме тоа. И тоа е нашата цел. А при тоа секако да имаме разбирање за фелите, односно коморите. Адвокатската комора има своји аргументи, нотарската комора има своји аргументи. Заедно со моите правни советници се обидуваме буквално да ги фатиме аргументите на двете страни и на крајот се надејаме дека нема да тргнуваме веднаш со закани. Штрајкот, протестот не ни бега. Но да се обидеме претходно на зелена маса, буквално да ги решиме проблемите. Јас од состанокот што го одржав со председателот на адвокатска комора, председателот на нотарска комора, мојот правен советник и уште неколку министерот за правда, тогаш се уште беше со мене, видов дека може да се најде решение. Се работат веќе тимовите и се надевам дека ќе дојдеме до решение. Како толкувате пораката од Москва, ствари Советот? Тоа значи дека Македонија да припази во следниот период како се однесува со тие избори и дипломатски речено. Тоа значи дека сме блиску до НАТО, а они нешто да не сега вие ќе да кажете. Ако знаат дека сме блиску до НАТО, убаво да не информираат. Мислам, навистина прва стратешка цел на Република Македонија е интеграцијата во НАТО и Европската унија. Уште една само ќе потенцирам, ние сакаме да го напредиме соработката со сите земји и со Руската Федерација. Но алтернатива за Македонија и граѓаните на Република Македонија нема, освен НАТО и Европската унија. И тоа го правиме не заради тоа што така сме определени, го правиме заради вредности. Ние веруваме во европските вредности, ние веруваме во вредности како што е владење на правото,
слободата на изразување, слободата на општење, слобода на медиумите, јавна администрација сервисно ориентирана, човековите права и слободи генерално. Тоа е нашата определба. И тоа не е само на Заев или на политичарите, преку 75%, а во некои случаи преку 80% од граѓаните се за таквата определба. Јас знам дека институциите на системот прават се за да ги заштитат пратениците и тие знаат и се информирани се што постапува Министерството за внатрешни работи во делот на обезбедувањето на пратениците и нивните домови, како и нивните семејства. Но јас ги охрабрувам да не ја ограничат својата слобода. Ние сме на вистинската страна. Ние зборуваме за едно општество во Република Македонија каде што ќе има равноправни еднакви граѓани и во своите права и во своите обврски. И продолжуваме со кренати глави. Горан Милевски, пратеникот, е истовремено и председател на една од партиите со која што сме во коалиција. Навистина, ваквиот чин кој што ми беше објаснет од Горан Милевски токму на потек помеѓу Фонтаната и Пелистер во строг центар на Скопје е дрско безобразие и верувам дека некој доказ се остави. Белким има некој доказ за да може да се најде човекот кој што го направил насилството, за да може секако да му се поднесе пријава и да одговара за оваа работа. За пример, такви случаи имаме во минатото. Знаете дека против вас медиумите и новинарите, имаме против други службеници во државата или јавни лица, а имаме и против обични граѓани. Насилството мора да биде спречено од секој аспект и секако мора да биде казнато. Кој тоа суд одлучил како? Значи, не знам јас ни дека се очекувало ваква одлука ни ништо, прв пат слушам за информацијата. Она кое што јас јавно досега сум го кажал и можам само пак да го повторам. Јас не се согласувам со општество каде што притворот представува казна. Треба да има транспарентни судски постапки со доказите извадени, еве како денеска, буквално имаше телепортинг до граѓаните за од оваа седница, ги чита вестите, буквално додека бе во судница. Верувам во транспарентни судски постапки со доказите на маса, секој за кој што постојат докази има да одговара. Секој кој што не се огрешил пред законот и не постојат докази е невин. И апсолутно 4 месеци или колку се веќе луѓето во притвори, јас испратив јавна порака, тоа е моje лично уверување, без да имам било какви интенции да влијам врз судство, правосудство или било што, дека притворот не треба да представува казна. Односно, треба државата да посегнува секогаш кога може кон полеснителни казни, односно притвор да има само тогаш кога се мора.